е вонредно издание на емисијата Интервју. Затоа што станува збор за членови, пратеници од првиот конститутивен состав на Собранието. Поминаа 34 години. Тоа се случи на 8 јануари. Гости во моето студио, во Собраниското студио, е подпредседателот Джиладин Мурати, подпредседателот на првиот парламентарен состав Джиладин Мурати, пратеник од пратеничката група ПДП НДП. Гостинка е и жена во првиот парламентарен состав, кога тогаш беше многу тешко да се пробијат жените, нели, во првиот парламентарен состав, посебно во тоа време пред 34 години. Ѓулистана Марковска влезе преку Сојузот на реформски сили, ми се чини. Така е. Да. И една од 4 жени во тогашниот парламентарен состав. Да. Потоа гостин е господинот Александар Флоровски, тогашен пратеник од редовите на ВМРО ДПМНЕ, еден од најактивните пратеници, ми се чини, во Собранието. Други треба да проценат, не јас се не ни спада дека сам се фалам. Колку можевме, работевме, тоа е тоа. И четвртиот гостин во денешната емисија е господинот Алил Џаферовски од СКМ ПДП. Партија за демократски први брз 2. Така. Добре дојдовте во мојата емисија. Добре ве најдовме. Да. Господине Мурати, вие бевте и подпредседател, меѓу другото, пратеник. Тогаш беше друг политички систем. Тогаш беше повеќе партиско, за прв пат беше се формираше повеќе партиско собрание. Вие бевте пратеник за прв пат од прва политичка партија на албанците? Да. Како течеше целата таа целиот тој избор? Веќе 1990 година се смени системот, општествениот систем кај нас и се организира први избори, повеќе партиски, плуралистички. Тие избори помина без многу проблеми, но имаше проблеми во тоа. И ние како албанци имавме прва политичка партија, партија за демократска и просперитет. По известно време се формираше и Народна демократска партија. Во првите парламентарни избори, партијата за демократска и просперитет, заедно со коалицијата НДП, добија 23 пратеници, кои беа известни луѓе, познати по образование, по култура, по однесување, и беа најактивни пратеници во Собранието на Македонија. Партијата се формираше со проблеми, меѓутоа успеа да се формира, така да она обезбеди своје учество во повеќе партискиот парламент на Македонија и имаше активно учество во сите процеси на формирање на државата и на афирмирање на демократските процеси, бидејќи поминавме од еден систем наречен социјалистички или комунистички или едноумие во систем на плурализам или на мноштво идеи. Ние се носиме во тоа време сите пратеници дека се смени системот и дојде друго време, значи дека има многу права, многу обврски, но тоа не беше така, бидејќи се уште владееше комунистичкиот систем и комунистичкиот дух. Ти поразговараме малце и понатаму за тоа да се представиме, да се представиме малце кој како тогаш како влезе на политичката сцена за прв пат. Марковска, да. Ние влеговме и бевме успешни пратеници за тие 4 години. Да. Марковска, какви се вашите сеќавања? Како вие бевте избрани за пратеник да влезете? Тоаш бевте многу млада, па и не се избираа жени, како влеговте во тој свет на машка политика, како да кажам? Видите ли, јас сум активист од својата 14-та година и морам да кажам дека во тој период таа постара, условно речено, комунистичка номенклатура секогаш ме сметаше за нашето дете.
Така да, заради тоа што и во тој период бев баш многу млада. Влегов во собранието заради тоа што постоеше голем интерес на тогашната партија на господинот Анте Марковиќ, Сојуз на реформски сили, и овде се формираше огранок и можам да кажам дека единствена кој што доби во Куманово тогашно изборна единица месечни број 41, беше мнозински изборен систем, практично од целата партија во Куманово само јас бев избрана како пратеник во првото парламентарно собрание на мнозинска листа, како тогашна млада инспекторка вработена во санитарна инспекција од Куманово, која што беше и за моја среќа остана все уште многу принципиелен работник, слепо следејќи ги правилата, процесите, законските одредби, и морам да кажам дека тоа имаше многу позитивен фидбек, бидејќи јас и тогаш и сега сум позната како дете кое што се бавело од секогаш со политика, кое што имало некој политички сенс. За моја среќа тој политички активизам продолжува и натаму, веројатно ќе остане до мојата смрт, затоа што политиката е еден вирус. Јас за среќа имам и своја нерезервно, туку вистинско занимање. Доктор сум по офталмолошки науки, односно специјалист офталмолог. Продолжувам со мојата работа, продолжувам мојот активизам. Тогашниот избор беше многу специфичен, затоа што прво, тешко е да бидете избрани како жена. Второ, конкуренцијата на тогашните луѓе од власта. Сега прашам, кој ви беше против кандидат? Против кандидат имаше многу сериозни луѓе од тогашната веќе постоечка СКМ-ПДП политичка номенклатура, луѓе кои што долго време беа на условно речено партиски фотели, особено во делот на социјалистичката партија. Мојата изборна единица беше од мешовит состав, имаше и македонци, и албанци, и турци, и роми, и за човек кој што не прв пат влегува во политиката, туку кој што апсолутно скоро и да не водеше никаква политичка кампања, а сепак мнозински изборен систем, мислам дека клучно беше мојата работа, познавањето на кумановците за тоа каква личност сум или условно речено од кога се бавам со политика и моите јасни, прецизни ставови на непопусливост и на почитување на законот. За мене беше голема чест да бидам една од 4 жени, можеби тогаш и меѓу помладите, не најмлада. Се кои беа противнички? Да, се разбира. Тоа беше веќе за жал 2 имаме покојни, господја Радка Димитрова, господја Доста Димовска, Славијанка Стојановска, значи една од 5-те, која што беше од редовите на СКМ-ПДП, и Билјана Лазаревска во време од ВМРО ДПМН. После моето условно речено напуштање на редовите на Сојузот на реформски сили, кои брзо се случи после паѓањето на владата, на експертската влада на академик Никола Клюсев, јас премина во независен пратеник, значи тоа било познато уште тогаш, меѓутоа не за да преминете во власта, туку за да отидете во опозиција, бидејќи условно речено од тогашниот председател на собранието и веќе председател на партијата, господинот Стојан Андов, ми беше понудено, еве можам сега слободно да кажам, после толку долго време, и активна министерска функција, која што јас ја одбив, сметајќи дека јас немам мандат да ги застапувам граѓаните со тоа што ќе се направи влада, политичка влада во поширок состав. Да. Флоровски, вие сте поранешен... Тука сум, не се кири. Поранешен пратеник. Во колку мандати бевте пратеник на власт? Па 3 скоро. Во 3 мандати? Да, да. И граѓаните добро ве познаваат затоа што бевте оратор и секогаш многу јасно ги искажувавте своите ставови. Како вие влеговте, како вие се најдовте во тој прв парламентарен состав? Јас, значи, после Словачкото на ВМРО 17-6-90, во едни тешки матни времења, можам така слободно да кажам, нели, се уште бевме во рамки на таа екс-Југославија. Каузата македонска, нели, сакавме да кренеме по високо ниво и на крај да бидеме свој на своето. И на некој начин успеавме. Сега понатака, од денес натака што ќе биде, не можам да кажам, не сум видовит. Бе председател на комитетот општински на ВМРО ДПМН Чаир. И од тука бев кандидат во изборна единица 117. Митко Анастасовски, Бог да го простим, беше во 118, двајца пратеника излегува на ВМРО тамо. Против кандидат во мојата изборна единица, мислам дека беше професорка една од Институтот за национална историја,
3 круга тече изборите, во третиот круг. Значи, фактички сите 3 круга ја водев, но добро. Се случи некои несакани работи, не од моја страна, од страна на една комисиите. И во третиот круг поминав и 6 јануар 1991 влегов како пратеник. И учествувавте на првата конститутивна седница? Апсолутно, да. И можам да кажам дека сите овде присутни ние сме историја на Македонија. Так. Прв пат во сопствената македонска историја да имаме самостојна држава. Значи, желбата беше огромна, се боревме максимално. Без разлика на... Ние сме се расправали, одговорници, надворно знаевме да седнеме, да подискутираме, кафе се напиеме. Немаше зла крв во нас. Тоа беше многу битно. И на крај се почитувавме. И за некои работи, за доста работи се договаравме, се во интерес на Македонија и на сопствена штета и она што го реков јас. Значи, ако немам држава, мене друго не ме интересира. Ако немаме држава, стануваме без куќници. Јас тоа сум го осетил, затоа што сум роден во Будимпешта, моите се од Беломорска Македонија, сестра ми е родена во Чешка, на германска граница. Значи, не сега овој народ овде кој живее, да живее нашата судбина. Мојата лична судбина е судбината на моите родители. Но се на се, сите ние овде присутни дадовме огромен белег. Се тоа, дали младиве и нови генерации го почитуваат, не можам да кажам, но имам чувство лично дека не обрнуваат некој посебно внимание на нас во име на вистината. Сега, ако сакаме себе се лажеме, тоа е друга работа. Јас сум човек кој работите секојаш ги става на маса, седиме, разговараме, се договараме вака ли или не е вака. Но собитите се такви, нови генерации, нови луѓе, нови сваќања, нови вредности, така натака да не должам другарчево мој од десна страна да каже нешто. Па ќе продолжиме со мојавето. Да, апсолутно. Како вие не, како ќе кажете, вие така ќе биде, не е проблем. Господине Джаферовски, вие сте СКМ ПДП. Долго време се сметаше комунистичка партија, нели? Вие сте СДСМ е сега наследник на таа. Да, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Така. Како вие влеговте во политиката? Како го добивте овој мандат? Кој ви беше главен против кандидат? Јас како кандидат за пратеник станав по предлог и по барање на Петар Гошев, со кого се знаевме уште кога јас бев председател на конференција на синдикат на ЗИК, прилепеден од најголемите комбинати во Југославија. И еден од 6 кандидати за пратеници во Прилепскиот регион бев во 63-та изборна единица, кај што е составот мултиетнички, почнувајќи од македонци, турци, албанци, бошњаци и така натаму. Јас бев единствениот кој ги доби изборите 90-та година во 63-та изборна единица. Четворицата, односно 5 на други кандидати од партијата СКМ ПДП ги изгубија изборите. Четворица беа од ВМРО ДПМН и Симон Номовски од реформски сили, тогашен директор на Витаминка. Карактеристично е што влегувавме од делегатски систем во парламентарна демократија и карактеристично уште повеќе е што тогаш се бира пратениците непосредно, согласно Уставот, непосредно на тајни и демократски избори на мнозински принцип. Пратениците беа одговорни пред народот, пред тие што ги бира. За разлика од после тоа и сега, то се представници на политичките партии. То не се представници на народот. И не е представнички дом на граѓаните. Туку представнички дом испаѓа дека се на политичките партии. Што има огромна разлика и мислам дека тука е направена најголемата историска грешка за
напредокот на оваа земја. Друго е прашањето некој кој ќе биде одговорен пред тие што го бирале, како име и презиме, без оглед на фирмата која ја носи од политичката партија, или на листа, партиска листа, па дали чини или не чини, ако не за него, за партијата ќе гласа или ќе влезе или не. Тоа е така и ова што го кажа не беше едноставно ни да се конституира собранието на 8 јануари 1991 година. Ние колку толку имавме некое предзнаење, голем дел од нас имавме некое предзнаење за општествените уредувања, да кажеме, од монопартиски на повеќе партиски систем. Имавме различни гледишта и патишта како до целта, но не обединуваше заедничката цел и односно точка, и тоа мислам дека вроди плод. Да се вратиме на тој ден, конститутивната седница, 8 јануари 1991 година, почна во 10 часот. Како течеше конститутивната седница? Дали беше, знаеме дека тој прв пратенички состав ги донесе сите правни акти и потоа е најмногу познат, почнувајќи од распишување на референдумот, уставот, парите и така натаму. Но да се задржиме на почеток, на самиот ден на конститутивната Дали ќе ми дозволите Да, само да кажам секако. нешто? Јас мислам дека тоа беа најлегалните и легитимни избори на просторот на денешната Република Македонија, од причина што се остави народот точно да гласа по своето обедување, за разлика од тоа што секој нареден избор, како што одеа изборните циклуси, имаше малку и изборен инженеринг и одредена машинерија, која што тој изборен резултат го правеше поинаку. Тоа беше првиот легитимно избран представнички дом на граѓаните на Македонија и морам да кажам тука, го спомна господинот Гошев, тоа се должеше на демократскиот капацитет на тогашниот Сојуз на комунистите на Македонија, ПДП, кој што ги држеше сите полуги на власта. Дали се должел само на демократскиот капацитет на целата партија, посебно на господинот Гошев, или пак се сметаше дека тие ќе победат, а останатите ќе имаат мал број на пратеници, не знам, не можам да судам, можеби и двете, меѓутоа шокот дека една нова партија, пред се ВМРО ДПМН, успеа да освои 39 пратеници, беше преголем во тоа време. Тоа беше партија која што беше огромна партија за да биде опозиција, а беше опозиција, меѓутоа беше нова партија на која што за жал не и беше дозволено да ја формира првата влада. Да. Така, борба за состав. Или не сакаше да ја формира? Не. Флоровски има нешто да кажете за... Имам многу јас да кажам, дали ќе има простор, сметам дека сите треба да земе, не дел во дискусијата. Јас се сложам со Џулијано што кажува, да 39 пратеники имавме, тоа е факт, но нашата ориентација, знаете сите каква беше. Значи, национална, патриотска, некој погрешно да не ме свати, националистичка. Ако прочитаат во Википедија што значи националистички, тоа е емпатија и љубов на својата нација. Шовинизам, фашизам се сосема други работи. Значи, секој треба да е патриот, да се сака државата. Па видете, точно дека сите клучни закони ги донесовме ние. Македонски пари, македонски спорт, уставот, референдум и сите акти кои ја прават државност. Да. Пред се што го прават Еве, ако собранието, заборам, деловник Џули ке ме мисля, че ни подсети, беше пошто јас донесен. веќе подолго време надбрусам од овие избиднувања. Таква ми била судбината, што малце се трнав настрана, но не е битно тоа. Значи, се што беше во интерес на државата, ние застанавме под едно знаме, по знамето на Македонија. Сега тука се случува некои несакани работи кои во моментот не сакам да ја коментирам, да не ја расипам јас атмосферата целокупна другарска која постои меѓу нас. И на некој начин заедно учествуваме, веќе се знаеме толку години, 30 години поминаа. Имаше тешки моменти, имаше многу непроспиени ноќи. Оној прв ден е специфичен, дали стиките на Гоци и на Даме ќе бидат големи, мали.
па сликата на Тито е една огромна. Мислам, снимките ќе ги покажете во контекст на нашиот муабет што го правиме денеска. Имаше препокување дали да се свири македонската химна прва или југословенската, но што беше, ние најдовме заеднички јазик и стигнавме до една, она што Алил го кажа, до една зададена цел. Не дека немало кавги меѓу нас, не дека не се псуевме меѓу нас. Имало све и свашта, но знаевме да седнеме, се договориме, да се напиеме кафе, за разлика од денешните состојби во кои се наоѓаме. Не можеме си дозволиме да си ги вадиме очите еден меѓу нас, а прито да страда целиот македонски народ. Зборам општо, не деламе се по националност по вера. Да. Тука сите живееме. Или ќе бидеме како што треба, или ќе бидеме живееме до тие, или ќе успееме нешто да направиме. Значи, одевме кон една зададена цел. И мислам дека многу направивме, сите ние оде присутни, а и тие што не се повикани, многу направивме сите. Се изборивме за она што беше многовековна желба на македонскиот народ. Прв пат во сопстената историја да имаме македонска држава, затоа што сме немале никој, што се факти аргументи. Кој во тоа не верува, нека земе, нека прочита малце. Но стигнавме до овде. Како сега ќе течат понатака работите, јас не можам да кажам. Но мислам дека имаме историска епохална улога. Да. Господин Мурати, вие добивте висока позиција во тоа време, подпредседател на Собранието. Пред малку реков, конститутивната седница почна на 10 часот, ја водеше најстариот пратеник, значи по сите, како што треба, како што е редот, како што викаме. Како вие, што се сеќавате на таа конститутивна седница? Почетокот беше прилично проблематичен. Имаше несогласувања, имаше разни идеи. ПДП бараше решавање на своји проблеми и беше активна во секој документ што беше донесен во Собранието. Иако она имаше многу често несогласувања за документите, меѓутоа сите ги изгласа, иако она учествуваше во власта, но секогаш делуваше како да е во опозиција. Бидејќи за многу нешта она не се сложуваше, од прилика што сметавме дека демократскиот плурализам или демократскиот систем донесе едно време кога сме слободни, кога сме автономни, кога сме во состојба да зборуваме слободно и да гласаме слободно. Но по често прилики тука имаше мнозинство да добиваше со гласање. Така да ние гласавме за независност на Македонија, но не гласавме за референдум. Се поставува прашање зашто ПДП Зашто не гласаше со оглед на тоа дека еве се прв пат, да. Ние се залагавме Македонија да биде самостојна држава на заеднички народи и народности кои живеат во Македонија со исти права, бидејќи исти обврски, исти права и во секој случај албанците во тоа време преку своите пратеници бара да имат рамноправен третман заедно со другите националности и така натаму. Не гласавме за референдумот од причина што во гласавчото лифче постоеше Македонија се осамостои со право да се здружи со некоја друга земја, тоа конкретно се мислеше со Србија. Албанците беа против. Не гласа. Ми се чини дека конкретно за стара Југославија повеќе беше некако жилбата. И од тие причини албанците ПДП организираше свој референдум. И во тој референдум за кој Собранието дискутираше со денови, излегува на гласање 99%, бидејќи не следеше некој, но во основа ние ја прифативме независноста на Македонија
како заедничка држава, рамноправна и така натаму, која понатаму не се случи да бидеме ние рамноправни, бидејќи за уставот се дискутираше околу отприлика 9 месеци со активно учество на пратениците на ПДП и со членови во комисијата, но ни еден амандман Да. од ПДП не беше прифатен од комисијата и од собранието и заклучокот беше да не гласаме за Уставот на Република Македонија, донесен на ноември 1991 година. И не гласавте. И да не гласаме. Заклучок беше дека координаторот на пратеничката група треба да излезе на говорница и да кажува зашто не гласаме за Уставот. Меѓутоа тоа не се случи. И затоа пратениците не излегува, остана во собрание, но не гласа. Не. Да, надвор беа беше само влезен господинот Абдурахман Алити, кој што беше единствен, кој што гласаше за Уставот, инаку За Уставот, дали за за Уставот сите пратеници беа внатре, да, може некој гласал, само Абдурахман Алити. може само тој да гласал. Да. Другите не гласали, другите не станаа при ракоплескањето на донесувањето на Уставот. Така. Тоа беше ставот зашто координаторот требаше да објаснува зашто не гласавме, бидејќи ни еден, баш ни една точка, ни Уставот да биде граѓански устав, ни во Уставот да биде албанците рамноправни, ни во Уставот да биде албанскиот јазик кој беше негиран, во поранешниот Устав постоеше албански јазик да се користи во тоа време. Но заради тие причини и многу други за кои се залагавме да бидат дел на Уставот, не беа прифатени и одлуката беше да не го гласаме Уставот. Иако го почитавме понатака. Така, така. По Уставот и се залагаме да се измени, за да имаме поуспешен, поквалитетен живот во државата, бидејќи тоа е заедничка и сакавме да биде држава напредна, слободна, самостојна, независна, економски развиена, демократски насочена и така натаму, но во тоа ние не успеевме и сите пратеници, 23 колку беа, иако има различни мислења, успеевме да ги унифицираме мислењата тука, иако имаше несогласувања и внатре. Меѓу нас, јас не сакам да споменам имиња кои беа многу тешко за усогласување, но успеевме да бидеме партија со легитимитет, партија со квалитетно пристапување и изнесување на факти и аргументи, партија која придонесуваше кон афирмација на вредностите на демокрацијот живот, но негирање на комунистичкиот систем кој беше лош за албанците. За албанците, кажувам, беше многу лош, бидејќи додека бевме во тој систем, толку имаше проблеми со албанците, диференцирање, распуштање, испуштање од работа, негирање, затворање и така натаму. Затоа и ние ја прифативме демокрацијот, развој на земјата со двете раце полни и мислиме дека тоа ќе биде навистина бавша со светења, која во практика не се случи тоа така. Не се случи. Да се вратам на тој ден. Многу интересно е изборот на химната. Ќе се пее македонската химна, па ќе се пеат двете химни, па потоа имаше обвинување, читајќи ги стенограмите од тоа време, па потоа имаше обвинување од ВМРО ДПМН да се стави на гласање или да или не за македонската химна, па СКМ се спротивстави, рече дека не е легитимно тоа, па дека треба да се стават и двете химни, да се изборот да биде на гласање да бидат и двете химни, така натаму. Како се развиваше целата таа Сега да ви ситуација? кажам, со оглед на тоа што се уште ние бевме во... Бевте многу често обвинувани како дека не сакаат македонската Бидејќи химна. се Како уште беше? бевме ние во рамките на Југославија, на територијата на Југославија се случува многу сериозни работи. Армијата беше тука,
тоа која химна да се и каква треба да биде, кои фотографии треба да биде. Фотографиите беа на Тито и Гоце Делчев. Според нас беше исправно тоа. И барањето наше да се пеат двете химни исто беше исправно, заради тоа што ние не бевме се уште самостојна суверена држава. Тупурковски уште беше Бидејќи во... Да, Тупурковски уште беше член на председателство на Југославија. И затоа ќе беше многу погрешно. И сега да продолжам натамо, ние после еден инцидент во ова речи го касарната Маршал Тито, тогаш сегашна Илинден, после еден ситен инцидент, едно утро кога доваѓавме во собрание, бидејќи секој ден работевме и работеме по 15 сати, може би и повеќе понекогаш, гледаме јас со покој од Најче Стојановски влегов и гледаме сето црни беретки, специјалната единица од Топчидер, тука. И Најче вика, абе, другаре, човек ќе не апсат. Му викам, ако не апсат, ќе нема, нели сакаме самостојна држава. На свадба не доаѓаме се, ако не апсат, ќе не апсат, тоа е, тоа сме го прифатиле, завршен приказ, не? Сакав да ви кажам дека тоа беа бурни времиња. И најголемата среќа што ние го имавме еден мудар председател Киро Глигоров, кој на еден многу умешен, многу мудар начин го избегна судирот со ЈНА и со тогашните повампирени национализми во Србија, кои после тоа се знае што се случуваш. Сега да ви кажам дека после сите тие различни гледања и начин како да се констатира собранието и кои химни и што ти ја знам, дојдовме пак до заедничка точка и ја завршивме таа работа. Избравме председател, па Што се случи? Се подпредседател. испеа двете химни? Се испеа двете химни. Не само што се испеа. Јас само ќе се надоградам на она што господинот Джеладин Мурати го рече. Знаете, за мене од тој период, тогашната ПДП беше демократскиот најголем интелектуален потенцијал на албанците, бидејќи такви влегоа во собранието, и после тоа, кога се формираа НДП како порадикална партија и сите други останати партии практично произлегуваа од таа партија. Дури и денешниот интелектуален потенцијал кој што е присутен по универзитетите, вклучително и господинот Джеладин Мурати, произлегува од тој период. И тоа е така. Ако го разгледаме составот. Гледајќи од дистанца од 30 години, точен е фактот дека ниту еден мандат, ниту еден амандман од тогашната ПДП не беше усвоен. Тогаш имавме мајоризација. И де факто на Македонија и требаше период во кој што ќе го надживее тој период на условно речено од едно едноумие во друго да влеземе, во кој што ќе ги време на зрење, меѓутоа за жал страдаше партијата за демократски просперитет заради тоа што таа тогаш се распадна условно речено и се формираа многу порадикални партии. И времето после тоа покажа каде сме, што сме, до каде дојдовме. Периодот на самиот, јас ќе почнам со периодот на референдумот. Многу беше известно дека ние ќе имаме референдум и она што е најголема грешка во кој период на Социјалдемократскиот сојуз, односно тогаш Сојуз на комунисти на Македонија му префрлаше на ВМРО ДПМН, бидејќи јас веќе бев активна подолго време како независна претеничка, беше вие не сакате да биде независна Македонија. Условно речено, во тоа собрание темелите на независноста се уште беа нејасни. Се разгледуваа условите на платформата Изетбеговиќ-Глигоров, во која што требаше да се формира сојуз на суверени независни држави, меѓутоа не и комплетно како македонска држава. Во ВМРО ДПМН тоа се назираше посебно преку говорот на тогашниот лидер господинот Љупчо Ѓоргиевски, кој што велеше пак имаме
фудбалска репрезентација, ќе имаме пари, ќе имаме се со наш идентитет. Тоа беше се уште во некоја магла, а за самиот референдум, кој што беше најзначајното нешто кој што и се случи на тогашна социјалистичка, а понатаму Република Македонија, беше да сепак независноста не се изгласа во собранието. Тоа беше ставот на ВМРО-ДПМН од страв, условно речено, од страв, бидејќи сум разговарала и сум била присутна во многу активни тогаш политички кругови од сите политички партии, да таа волја на граѓаните не се извиси. Затоа што волјата на граѓаните сами го кажаа тоа. Ние добивме со референдум изгласана независна држава. И тоа беше јасен одговор пред целиот свет, не на една политичка елита, која што е присутна во собранието, па макар избрана и на мнозински систем, дека волјата на граѓаните за создавање на независна држава е поголема од се. Тука можеме да зборуваме за поголеми и помали авторитети. Меѓутоа, сепак ја истакнам улогата на собранието, затоа што сите најзначајни акти се носеа во собранието. И тоа беше со многу преговори и договори, еве како што велите, поголемата, дали ќе биде поголема сликата на Јосип Броз Тито, па ќе биде помала на Гоце Делчев, на Никола Карев, дали ќе се свири едната или другата химна. Тоа се поминувале ноќи и ноќи, кои што од денешен аспект изгледаат можеби смешни во очите на денешните пратеници, на пратениците во понатамошните состави во кои што јас бев 98-2002 година. Меѓутоа, тоа беа тешки одлуки да не се најдеме не на погрешната страна на историјата, туку да не ни страдаат граѓаните во некаква војна, а да сепак ние по патот на Словенија и Хрватска, кои што својата независност ја добија со декларации изгласани во самото собрание, нашето собрание испадна во тие услови, да кажеме едно од најнапредните со тоа што отидовме на општонароден референдум за да се изгласа независноста, и тоа беше најважната одлука што ја донесе тоа собрание, бидејќи беше непосредна волја на граѓаните. Да. Зошто сакам само околу референдумското прашање често пати се постава прашање, па зошто и додавката со можност за здржување во сојуз на суверени држави? Ако таа додавка не беше референдум, немаше да помине. Не знаеме. Ви се молам, немаше да помине. Заради тоа што се уште со многу помала бројка. Излезност, да. Заради тоа што се уште беше 97. кај луѓето имаше страв. Се уште кај луѓето имаше страв и прашалници дали можеме ние сами како држава да бидеме. И мислам дека референдумското прашање точно го погодивме и заради тоа што тоа не беше обврска вториот дел, првиот дел беше важен на референдумското прашање. И вториот, меѓутоа, еве дозволи ми. Во периодот веќе започна војна на Југословенската народна армија во Словенија. Да не заборавиме дека нас прво ни погина војник од Кавадарчи Сашко Гешевски. Кога почнаа на нас да ни се враќаат деца во сандуци некаде околу 40, можеби и не се сеќавам на точната бројка, порасна свеста кај македонската јавност дека ние водиме туѓа војна. Меѓу тие војници, можеби за мојата свесност зборуваше тоа што во тој период мојот брат беше во редовите на ЈНА како поручник во тоа време, што туку завршен, и беше еден од заробените од муповците во Хрватска. Не можам да ви сватам, да ви кажам каква беше мојата средба, уште сега се ежам, со мајките на загинатите војничиња, кои што велеа во каква војна учествуваат нашите војничиња. Дали е тоа војна на Македонија или војна за нечии туѓи интереси. Токму заради тоа беше прашањето тогаш, со можност да влезе или не. Меѓутоа, во тој период мудро беше, ама свеста на македонскиот народ, кога се вратија војничињата во сандуци, беше поголема дека ние веќе не треба да водиме туѓи војни. Флоровски, се сеќавате ли до кога траеше оваа конститутивна седница? Дали траеше, дали имаше и тогаш полнотни конститутивни седници? Да ти кажам, многу траеше сега. Многу траеше, 12-15 часови. Вие се сеќавате ли како потпредседател? Види, до 4 сабале траеше. 4-5 и обавен за пауза, доручек ванила, работеше ова ванилур центар, што е бурек и јогурт, и јогуртот, овај бурекот
тесто, ама на чека, купуваш, јадеш, што ќе пречи. Не е како сега, нели? Ние бевме скромни луѓе од народот, избрани на директни или непосредни избори. И ви кажав, ја си претходна желбата наша да се направи држава беше огромна. Значи, имало кавги, имало други работи, прашање во Алил што кажа, може би да беше поставена сосема по друг начин, не знам како ќе беше резултатот, сигурно ќе беше позитивен во наш интерес, но процентално дали ќе беше толку, морам за име на вистина да кажам дека многу македонци беа југословени. Тога знаете, имавме 20 представници од партија Југословени. Едниот беше од Кумано, а другиот мислам од Скопје. Од Струмица. Струмица ли беше? Да. Не беше срамота да бидат југословени кога сме живееле во држава Југославија. Тоа е како да зборуваме за Гоце Делчев, кој што бил во тој период. Јас имам судени војковци за Македонија, како што кажа и колегата мој дека многу албанци во ПДБ тогаш, тоа се така наречени и редентисти, тие беа апсини професори, доктори, учители. Тоа е факт, но при тоа не се заборави дека многу македонци беа апсени под назнаката ВМ, демек Ванчо Михајлов, фактички тие се апсени за македонска држава и тоа за многу банални работи. Ова попатно само кажувам. Аферата Сина птица и дувала. Па да, јас бев тогаш во комисијата за ДБК, уставот кој се носеше, мислам го донесовме ние, освен ПДП, НДП кој не гласа, ние го донесовме едногласно, буквално станавме сите. Значи тоа беше невидена еуфорија. Референдумот ние го туркавме како ВМРО ДПМН. Тогаш мислам дека во таа експертска влада на Клюсе Мартин Тренемски шо функција имаше, кажи ми, министар за иселеници, немаше еден човек да најде да му помогне да залепи рекламни плакати дека на дата таа и таа ќе се одржи референдумот. Че ние го работевме како комитет и како ВМРО. Не го работеше само Мартин Треневски, си го работеше државата и македонската телевизија. Да ти кажам, собранието баш и не изработи многу. Те сум реален и искрен човек. Цела улога ние преземавме. Дел, не дека немаше собранието, но наши активисти беа на улица да се излезе, се гласа да се трнеме пред градките на Белград, со кои ние реално бевме врзани како папоч од црева. Значи, сакам да кажам дека благодарите се да не се глорифицираме сите ние пред се јас, сизифовска работа беше. Сизиф, знаете, ще го носи тркалото догоре и се враќа назад. И она што го направивме е за секое почитување. За секое почитување на сите нас. Без разлика и ПДП, НДП што не гласа, учествува и во расправи, амандмански. Тогаш дадоха седен амандман кој се претвори во денешниот член 36. Тој беше од мене лично поднесен, поддржан од 86 пратеника. При тоа и од СДС, и од Џули, мислам дека беше трната веќе настрана, и од ПДП да се изедначат правата на луѓето судени за идејата самостојна Македонија со борците од НОП. Фактички беа само продолжеток истата идеја има и борците од НОП, вистинските, не псевдоборците, и луѓето кои беа судени самостојна Македонија, се факти. Значи, јас сум разговарал со живи сведоци. И мудро беше изиграно, ние можеби тука како млади луѓе, можеби одевме премногу јако, но сметавме дека треба да истуркаме работата и на некој начин она што можеби е помало зло да го прифатиме, отколку да потонеме во некоја јама и при тоа да утнеме работата околу македонската држава. Таа ли беше наситена звезда водилка? Говорам за ВМРО сега. Претпоставам дека СДС размислува, но постоеше страв кај нив. Ние бевме на некој начин авангарда на тоа македонско движење, македонска пролет. Реално да збориме. Сам Љупчо беше, што да кажам, многу пред времето човекот. Не би сакал демек да го кревам на пиедестал, да правам икона од него, но она што излезе во македонската јавност, а јас сум еден од основачи на ВМРО, 8 член сум, на партијата, че секој ден да бевме заедно. Човекот беше магнет и ја крена Македонија, реално. Такви лидери не знам дали ќе има.
При тоа морам да го спомнам и Бранко, кој стварно, кога ќе седне со Лјупчо договара, немаше тука играње играчки. Држеше, но ја сметам дека мојот екс-председател беше тој кој изваде идејата на Виделина пред македонските народни маси. Добро, се созреа и времето за референдум, созреа и целата ситуација што беше тогашна во поранешна Југославија, да. Карактеристично и многу сериозно е прашањето дека ние 91 година требаше да решиме еден куп сериозни, многу важни, стратешки одлуки да донесеме за осамостојувањето. Од референдум до устав, до декларацијата за НАТО и ЕУ, до што се не. О, НАТО, да. Сите, да. Се на... Значи, во еден тесен временски период, требаше многу нешто да направиме. Тоа е едно. И второ, во исто време, ние не бевме признати меѓународно како држава. Тоа се водеше борба. Па со Лисабонската декларација не избриша дека секој племе не може да има држава, 20 милиони курди немаат држава и слично. Па Бадинтер, па речи го, раздружувањето со Југославија на еден мирен начин, ко почна да корна и речи го и штекери и се што војниците тогаш Григоров рече цело богатство не вреди колку животот на еден човек, не сакам да загине некој. Ова е точно. Сакам да ви кажам дека многу точно. Концентрирани многу прашања, многу проблеми за доаѓање до целта, требаше еден во кус период да се реша, а ние сите работевме по 15 сати, некогаш до изутрина работевме. И што е карактеристично, ние од надвор кој доаѓавме, знаете што имавме? Овде имаше бифе едно, не ресторан, бифе едно имаше. Имавме 360 денари дневница и автобуска карта доколку доаѓаме со автобус или со воз со книшката без да плаќаме. Сакам да ви кажам, ова држава, овој народ со ништо не ни се има одолжено. Од овој наш состанок овде, сакам да му препорачам на сегашниот состав на пратениците. Имаме пуштено закон за социјалниот и општествен статут на пратениците од првиот повеќе партиски парламент и членовите на првата експертска влада од 91 година. Да го завршат тоа. Тоа се никакви пари, ама тоа е историски и заради, да кажам, името на оваа држава да се одолжат кон овој дел. Нема ни да се збогатиме, нема нити да бидиме нешто над било кој. Ова треба да го сторат. Ако има минимум чувство за одговорност и за нешто што некој за тие 4 години бурни, тешки, претешки, ризични ги поминавме и ја завршивме работата. Не падна оваа држава од небо, нити никој не ја поклони. Жестоко се боревме, 24 сати. Ги заборавивме фамилиите, не знаевме дома да си поидиме. Ова е вистината. Се надевам дека ќе успеете да бидат. Меѓутоа, јас добро е што се спомена и експертската влада на господинот Клюсев, затоа што тоа беше сечија и ничија влада, сечија. Таков контакт на влада со пратеници веќе нема да се повтори во историјата на Македонија. Никогаш. За нив беше секој пратеник народот. Никој немал полична, подиректна комуникација со премиер, со министри, колку што имаше тогаш
тогашниот состав на собранието со тогашната влада, вклучително и председателот на државата. Ја можам да кажам дека можеби како најмлад пратеник многу често, можеби тоа е брифинг, можеби председателот Глигоров сметал дека ќе му кажам нешто што останатите немак, ценејќи ја мојата младост, многу чест гостин во неговиот кабинет, меѓутоа и кај господинот Клюсев. И еден период морам да кажам нешто што можеби македонската јавност не знае. Тогаш, кога веќе нашата влада и кога помина референдумот за независност, се уште имаше мобилизација на наши деца во резервниот состав на армијата на тогашна Југославија. Дали знаете дека нашата влада тогаш не спиеја по своите домови, спиеја на различни места и мора да ги скријат податоците на целокупниот резервен состав со цел да не се имобилизира за војската на Југославија тогашна, за да учествува во војната против Словенија, а после и против Хрватска. Тоа е еден драматичен момент што во историјата веројатно никаде не е споменат, кој што се случи во тој период и тогашната влада, ниту пак пратениците, не треба да добијат парично самопризнание. Ние зборуваме за историски удел во градењето на оваа држава, не зборуваме за постхумни, Боже ме опрости, признанија кои што ќе ги добијат фамилиите, бидејќи имале дедо или баба во тој состав кој што учествувал, зборуваме за се уште присутни и активни луѓе, кои додека се живи, а се уште има, фала му на Бога, повторно живи луѓе, кои што треба да добијат некакво морално признание од оваа држава дека учествувале во незиното градење, вклучително и создавање, вклучително и на албанците, за кои што реков дека се расадникот на македонската, односно албанската интелигенција присутна во Македонија во моментов. Првиот, Да кажам. БДП беше активен субјект во создавање на државата и сите овие изнесувања што беа искажани тука, она ги партиципираше, имаше став, градени мислења и по секој одлучуваше заедно. Во тоа време, кога војната се случи, имавме чести контакти со председателот Глигоров, како пратеничка група и како министрите од ПДП. Во еден состанок кој траеше од 10 до 4 сабајле, председателот рече, слушате, ние војна не сакаме. И ние бевме против војната. И сме против војната и разрешување на прашањата на албанци на државата на мирен начин. Имаше еден предлог, слушате, нема ништо да превземаме, армијата нека си оде од овде, па нека ја зема се што може. И тоа навистина изедо и штекерите од владата. Но имаше една порака за албанците. Вели, треба да внимавате. По селата имате чајджилници, кафани. Да водите сметка, да ставите некој дежурство. Кој влегува и кој излегува од државата. Беше многу исправен став, бидејќи во пограничните села влегува Срби, излегува Срби и така напред. И БДП тоа го прифати за поздравување, бидејќи не сакаше војна, и ако се случише војна, веројатно ќе имаше огромни тешкоти и трагедии, не само за македонците, туку и за албанците, така натаму, бидејќи се знаеше по кој насок е право. И во овој случај ПДП беше јасно, гласна структура и политичка гарнитура која се залагаше за мирно решавање на проблемите, без ексцес и без војна, бидејќи ако така ќе продолжеше, ние веројатно ќе имавме исто како денешна Македонија, без војна и без насилство, но со мирен, демократски, политички разговор и диалог, ќе беше многу понапредна, отколку што да губиме структури, личности, луѓе, населени и така натаму. Затоа сум горд што сум од ПДП и поздравам сите мислења на колешката моја за ПДП. Ако заврши колегата, кога веќе сме овој муабет што го правиме, нели, кој од овој аспект, ако и гледаш, мислиш дека работите од многу лесно, фактички не беше така.
дека JNA беше овде, тоа е точно. Дека 300 чуде се прави од нивна страна, тоа е точно. И он Алил што кажа, тоа Киро јавно го кажа, Глигоров, покојниот Бог да го прости. Нека земат и штекери се вика, нека си одат само, се ке се купи, се ке се набави, ке се направат пари, тоа е факт, тоа е вистината. И иако имаш од нивните служби да се направат одредени немири во одредени центри во Македонија, не се случи, ради тоа што ние како ВМРО вршеме контрола. Имаше и доста тврдоглави наши членови кои ќе удриме вама, ќе удриме тама, не одат така работите. Има една специфична случка која мене ми се случи, на Радка Димитрова покојната, Аце Миленковски беше со мене и Јове Кекеновски. Борче Змејко ми се јава дома, уште го памтам тој телефонот, чајер ми звони, вика, брат, дојде брзо на железничка, вика, од Кичево, вика, ги носат во Врање, наводно шоферите, ама не, у Кичево беа шоферите, по Врање, што ја знам. Вика, дојде, вика, има наши деца, треба да ги симнеме. Ние доаѓаме, колку 10 душа, при тоа, отпосле, после неколку години, дека пругата на 2 километра од главната железниска станица е монтирана минирана од специјалните единици на македонската полиција. А и цела полиција не ни смееше да знае за тоа, затоа што работеа со одредени српски инсталации и тука, и бивши југословенски инсталации, тоа е факт. Јас имам стварно тежок проблем со една момче од Ченто, кој никако не можел да го симнам. Кој ќе ги видеше тие полицајците, војна полиција, огромни по 2 метра, ја према не, бе што играчка. Со калашникови, со чуда, ние со пистоли душа отидовме, ама ако сакале да ми ги скинат лајте, ги не ги скинат, тука да немаме ни илузија. Од 2 го убедив тоа момчето да слези и му викам, тргајте го на родителите, тргајте го, од кај сте, негде од Кочанско. Ама живее во Ченто. Викам, трнете го, носите во некое село, и JNA ќе ги бара по куќите по дома, ама вика шофер ќе биде. Луѓе, се ви кажувам, кај ќе ги носат? Од Врање директно на фронт во Вуковар ќе ги носат. Дај што може да се спаси. Иначе она што Џули го каже, јас бев на погребот на Сашко Гешовски, со покојната доста Димовска, Бог да прости, со Јордан Бошко. Мислам, она што таму го слушнав, одредени стари комунистички кадри, знаеш што, беше многу, Хрватите, знаеш како викаат, многу огавно. Че директно нападот беше усмерен кон нас. Националисти, шовинисти, фашисти, пораката ни беше јасна, и ако не спомнаа име и презиме. Такви времења. И само се чувствуваме многу бедно ради еден човек кој многу лошо минато има во тој комунистички систем. Гонел патриоти, гонел македонци, учествал можеби во ликвидација. Не знам се да не навлегам. Но тешки периоди беа, иначе Али Лорна што кажа апсолутно во точно. Ние не бараме медали, ние не бараме пари, бараме едноставно почитување сите што беа пратеници од првиот парламентарен состав, да добијат сатисфакција во која обично признание дека ние правиме македонската држава. Ние ако не сме направиле, сите политички субјекти, мисли дека денеска ќе имаше парламент овде, немаше ништо. Затоа што немаше ни држава. Тој парламентарен состав го одбра и председателот, ја одбра и владата. И па да, го одбравме председателот. Во првиот круг не успеле, во вториот да, не гласавме ние и ПДП, СДС имаше 60 гласа, ние 60, и во вториот круг се успеа го изгласаме председателот, но тоа е малце подолга приказна која не сакам да... Не беше страшно. Не сакам да говорам за... И во контекстот на Џули што кажа за братот, јас се сеќам на еден момент. Џули дојде во нашата пратеничка канцеларија со виски, не знам, чоколади беа дерали, беа ли тие со рум, вика брат ми го вратија. Го врати Борче Змејковски. Што е факт, што е вистина. И нас многу не беше мило затоа што веќе ја чувствувавме како своја веќе. Јас ви говорам за 91 година, кога беше тоа? Пред 30 години. Да. Тука имаше удел и покојниот Јордан Мијалков, ја морам да споменам, затоа што јас имав
за жал, средба 2 дена пред неговото погибие во неговата канцеларија, во кој што тој ми рече: немој да се грижиш, ние како држава имаме веќе припремено со наши активисти, со посебен автобус, луѓе кои што ќе вратат над 40 наши заробени војници од Хрватска и од Vukovar, кои што не можат да се движат низ границите на Србија, туку ќе одат преку Будимпешта, околу Романија и ќе дојде Бугарија и ќе дојде тука. И тоа беше точно, и тоа за мене беше една прво домашна олеснителна околност, заради тоа што сепак се работи за брат. Второ, морам да кажам дека ми ги проработи чувствата за тоа дека ние сепак само за оваа држава работиме. Веќе мојот брат ниту е во радовите на армијата, не знам што проживел, никот ниту некогаш ми кажал и отиде да работи на сопствен избор во Германија, остана и таму. Меѓутоа, веројатно не бил лесен изборот да од дете кое што било поручник да отиде во Германија и да работи една обична, може би не физичка, ама сепак некаква работа. Изборот на председателот и на собранието и на државата требаше да биде и одеше во пакет. Јас морам да кажам дека немаше политички договор, при тоа ВМРО ДПМН требаше да биде оставено без никаква функција, што од денешни редови е несватливо. Пратеничка група од 39 пратеници да нема никаков удел во парламентарната власт, да не зборуваме законодавната власт, да не зборуваме за извршна, заради тоа што веќе беше формирана експертска влада, која што се лепеше на ВМРО ДПМН. Таму имаше точно луѓе кои што беа настроени, пронастроени према ВМРО ДПМН, меѓутоа не беа луѓе само од ВМРО ДПМН. Таа беше влада која што беше, реков, сечија и ничија. Прво се одеше на изборот на председателот на собрание, господин Отандов, кој што на мое големо задоволство доби скоро 80 гласови. Не знам дали точно 80, бројката беше блиску, што не беше двотретинско потребно, ама тој доби такво мнозинство. И тоа беше голем сигнал дека ќе се одвива добро изборот на председателот на собрание на државата, кој што се избираше тогаш во собранието. Во првиот избор председателот на државата не успеа заради тоа што не гласаше ВМРО ДПМН. Откако се направи договор да покрај председателот има и некоја друга ново додадена функција, помошник или подпредседател на државата. Тоа беше господинот Љупчо Георгиевски, кој подоцна даде оставка од причина што формално правно неговата функција немаше никакви ингеренции. Тоа веќе сега можеме да го кажеме слободно. Беше исклучиво само председателот на државата. Господинот Љупчо Георгиевски после многу краток период даде оставка и остана само државата да ја води председателот Глигоров во својство на председател на државата, избран во собранието, што му даваше дупол легитимитет и од страна на претениците, меѓутоа не непосредно од граѓаните, понатаму законот беше сменет. Тоа беше така, само председател на државата, Љупчо Георгиевски, господинот, се избра за подпредседател на председателот, што во уставот не постоеше таква измислена функција беше точно така. И затоа тој поднесе оставка, бидејќи тоа немаше никаква функција, никаква ингеренција и така натаму. Иначе јас кој имам бидете подпредседател на председателот. Ете го снимат Љупчо Георгиевски. Да. Може би и нас не имат. Како се случуваше изборот како беше чувството во собранието? Ја знаеме, оној инсерт го знаеме на покојниот Никола Клюсев, премиер, која прв пат ги покажа нашите пари. Да. Како? Тогаш нели беа од нека си посебна хартина, не беа вистински пари, нели? Недела беше седницата, во 14 часот, ако не се лажам, Џули, поправиме ти. Тука негде, после ручек, 2 борни коли пред собрание. И веќе знаевме дека ќе се промовираат парите, но тоа се случи негде 2-3 сати, не знам кој ми се јави, ќе ги промовираме денеска парите. Кој беше, како беше, не се случи. После тоа ни дада специмен примерот. Дали ги чуват? И да. Не, јас не знам, јас не знам, никај ми се, ти кажам искрено, му ги подарив на некој. Со една единствена точка, македонски пари, боновите веќе не важат. Мислам, види, вдахновено.
Па не беше само тоа. прето не ли излегува статери некои ги рекламираат, од прилеп ги праве дека ова да биде, излезе се вика денар од латинскиот збор денариус. Денариус, така. Да. И мислам тие што искрено сака Македонија, искрено се чувствува како патриоти на ова држава, без разлика на етничка и верска припадност, не вдахновени него. Тоа беше кога станаа сите еден огромен аплауз. Дефинитивно се тргнавме од југословенскиот монетарен систем. Да, ама тоа беше многу тешко, затоа што Македонија немаше своји пари. Ги уплаќаше парите се уште во Југославија. Затоа што бевме ние шупелки, останавме вистината со 9 милиони марки во Народна банка на Македонија, а словенците дозволуваа на обичи, каже ги Непреполнија со туѓи пари. Чекови да подигаат максимални суми, они излего со 1 милиарда во Народната банка на Словенија. Значи, се направија некои утки, ние пратениците немаме учество во таа работа, значи, треба да реагираат во таа насока стручните лица. Значи, луѓе кои знаат економијата. На време да се реагира. Иначе ова Ѓулија апсолутно во право што вели дека таа влада точно дека имаше луѓе кои влече на ке ВМРО патриоти. Немаше другата страна. Така Од СДС имаше. Таа е една комбинирана влада од искусни луѓе кои имаат знаење и можат да помогнат во возобновувањето на македонската економија и да ги донесат тие клучни закони кои ги донесовме. Требаше да имаме и парична подршка. Мораме да го споменеме првиот заем од Сорос, кој што не беше заем меѓу владите, се сеќава господинот Мурати, за кој што за 1 милион марки, замислете колку е тоа смешна сума за една држава, сега веќе има сопственици на милиони марки, односно милиони евра, за 1 милион марки, за да имаме економска стабилност, требаше да собранието да донесе закон во кој што тие пари ќе бидат вратени до денар. Оти ако донесе владата не е толку релевантна и номинално услужлива како што тоа би било со законски услов. Ние точно земавме, подигнавме од Соросовата фондација 1 милион марки со цел да добиеме стабилност на првата парична единица денар во Македонија. И за тоа се гласаше во самото собрание. Инаку околу задолжувањата, се сеќава од колегите, требаше да земаме кредит од 5 милиони долари. Прво немаше храна за живина, за стока и така натаму, да се купи пченка. 3 дена расправавме за 5 милиони долари, пазете. 3 дена расправавме дали да земеме или да не земеме, да не се задолжиме многу, да не можеме да го вратиме и слично. И еднаш за нафта ли беше за нафта, исто. 3-4 дена се расправаме. За разлика од денес, пола милиарда, штрак, так, ајде. Многу полесно. Сакам да ви кажам дека имаше еден сериозен домаќински однос кон градењето на стабилно едно опште, стабилна држава. Тоа не беше ситна работа. Околу првата влада со сето се согласувам. Имам јас нешто уште за покојниот Мијалков, кој за мене беше сериозно позитивна личност. Брзоплет беше, али позитивен. Беше брз. Чесен човек. Многу брз. Стануваше збор за офицери кои беа заробени па вратени во Македонија и беа на улица практично. Оделе овде, онде, не знам по кој случајност дојдо кај мене. И ме ја кажуваат приказна, зашко ве молам, напред се списуј, кажете кој што сте биле во армија. Го направи јас слегов. Еден спрат подолу кај презателот Глигоров и му викам, презателе, вака и вака и вака. Ако има потреба, нека дојде кам, нема рече потреба. Добро, се што ми кажа е окей. Сега со овој список поврече, а јас ќе им се јавам, ќе одиш кај Јордан Мијалков, 16 луѓе беа. И
по 8 тамо и 8 кај кој беше министер за одбрана тогаш. Ќе ги распоредиме по 8. Ристо Дамјановски ли беше? Дамјановски. Да, генералот После го Ристо шутнава, Дамјановски. пошто Да. Беше малце тврдо го. И јас само што се јавив, отидов. И ги зедов луѓево, отидовме тамо и ми Алков, како што го имаше дадено Господ, да се напијате нешто, му вика министр, вака и вака. Ворете, ти што се трте, ја му го давам список. Беше петок. Понеделник се бајле на работа. Ова го памтам, пазете. Понеделник се бајле на работа. И Ристо Дамјановски исто те 16. После толку години на Фейсбук заради еден ова го чувам уште. Господине Жаферовски, вие сте легенда. И кажува што се случило, јас го имам заборавено. Се, ако си направил добро, си направил. Си бил во Заедничкиот позиција, именител завршена на тоа прикана. собрание, без оглед на партиската припадност, националната припадност беше интересот на државата. Точно. И немање на никаков личен интерес. Браво. Буквално никаков личен. Не постоеа бизниси, сите бевме не. еднакви, може би во расправиите различни, меѓутоа само патиштата кон независна Македонија може да биле различни. Меѓутоа, патот беше државата да оди напред и да ние како така се согласиме. Да. Тоа е заедничкото за сите нас овде. Вие знаете дека скоро 2 месеци се расправавме по комисии, на уставна на комисија, на политички систем, на законодавно правна. 53 дена се расправаме на политички систем и уставна комисија за уставот. И на крајот дојдовме до некаква, рече го, до некакво усогласување и сега вечерта, нели, ќе го носиме уставот. И амандмани Тодор Петров имаше 153. 20 амандмани имавме ние како партија, имаше ВМРО-ДПМН, имаше ПДП, еден куп амандмани. Практично ни еден амандман не поминаше. Не видео и дојдоме Само помине, вие го поддржате, член 36. до крај. И да. Тоа е мој И пауза и одиме, мислам, заглави работата, некако не одеше, беше околу 11 часот. Пауза, Стојан Андов беше многу мудар покојниот, затоа знаеше да и води седници, кој ќе видеше дека загушва работата, ќе крени рачна, пауза и за да се смири состојбата. И сега одиме председателот Глигоров, јас, Бранко Црвенковски, Ханџиски, Тито, кај председателот Глигоров. И јас до председателот Глигоров и ми ја префрли раката, мика, абе синко, се борите ко лавови. Имате различни патишта. Целта ви е Евгенија. Некој сакате преку Охрид, некој по другиот пат, некој преку Струмица, ама Евгенија. Јас прв пат рече, сум разочаран. Изгледа немаме късмет тој така штипски да создадеме македонска држава. И ние бевме то полетни тогаш. Му викам председателя, вечерва ние носиме уставот, го усвојуваме сигурно. Чулте Господ, вика, баш пака. И добро, отидовме горе, Ханџиски, одма виски, жта, бара, ти рекол, ми рече, добро. Заврши, прекина слегуваме долу и тргна работа веќе кон 12 часот. Полноќ. Гледаме, не оди. Еден, друг, трет, ни еден амандман не поминува. И тоа на брзина, Андов знаеше да го направи тоа. Јас станав, во име на пратеничката група ги повлеков амандманите. И ги повикувам и другите. 1, 2, 3, 5, 100 Стојановски стана, ги повлеч. И рече со акламација, негов Да го предлог беше прифатиме, да го да. прифатиме Да, уставот со акламација така. беше негов предлог и ги повлече во суштина амандманите. Тодор Петров лесе 1, 2, 3, 5, 10, не сака и ја доколу одам. Абе, надвор има 150.000 луѓе те линчува, знаеш дека се гледа од надвор. Повлече ги, не си игра играчки. И
неколку амандмани нема помина и тој ги повлече. Пауза да се спрема за гласање и се гласаше така како што се гласаше. Пред собранието Тоа на беше толку големо. на собран народ. И Никогаш ние повеќе луѓе излеговме не сум надвор, видел. да. Ние излеговме надвор. Па народ се Луѓето не славеа држеа. сами и двајца, што е многу невообичаено сега, на две судрени коли непосредно пред собранието, добро судрени, да кажат тоа не е важно. Ние добивме независна држава. Не верувам дека полицијата тоа го регистрирала, ние пратениците и на собраниот народ тоа го Пазите добро. Референдумот е една работа, Уставот. ама клучен датум, најголем празник за оваа држава е 19. усвојувањето на уставот на 17. државата. Ноември, да. Можеше референдумот Ноември, како не сака да биде. Така. Ако немавме 80, че бевме држава, немаше да бидеме држава. Својам да кажам дека мора да има обзир. Дека ние дали со среќа или несреќа не е битно, нас судбината не одредила во тој момент да создадеме македонска држава на рамноправни граѓани од сите етнички групи, кај што не смее, ама буквално не смее да има газди и кираджи. На сите луѓе му треба достоинствен живот и почит. Основно е да се почитуваме, нема што да сакаме, че сакаме децата дома и внуци и така натаму. Ние треба да се почитуваме. Тоа сакање е психолошка категорија. Како тоа што змислувавте за иднината на Македонија? Тоа беа подпишани и многу битни акти НАТО, за членство во НАТО, за членство во Европската Унија. После 30 години влеговме во НАТО, во Европска Унија се уште Идејата на не НАТО сме. беше на господјата Доста Димовска и покојниот господин Лепавцов. Тоа во тој период можеше да се формира НАТО клуб единствено како невладина организација, како зачеток на организација која ќе работи на тоа во кој смер треба да оди Македонија. Повеќето подпишани пратеници беа од ВМРО ДПМН, меѓу нив сум подписник и јас. Знам дека разговаравме со господја Доста Димовска, дека треба да биде шаронолик составот, дека треба да ја одразува волјата на Македонија, дека ќе чекори покрај патот на Европска Унија, патот на НАТО. Замислете, тоа беше 92 или 93 година, не ме држите за збор, ги има во аналите на тогашното МВР, заради тоа што мораше документите да се поднесат во МВР и тогаш почна да работи првиот НАТО клуб и во кој што ние станавме членка, гледате, дури по 30 години. Се надевам дека и европскиот пат така ќе биде зацртан, заради тоа што за волја на вистината треба да кажеме, бидејќи бев член на парламентарниот состав 98-2002 година, периодот кога беше подпишана договорот за стабилизација и асоциација, Македонија беше најспремна членка од сите земји, членки на Западниот Балкан, да стане на активен член на Европската Унија. Односно, ние бевме по резултати со најдобри економски резултати во цел југоисточен Западен Балкан, па дури југоисточна Европа. Имавме висок пораст на GDP и мислам дека желбите на Европа во тој период беше да се успори или да нема проширување и заради тоа беше измислен договорот за стабилизација и асоциација со цел исполнување на одредени услови покрај критериумите од Копенхаген. Така да голготата на Македонија почнува од тогаш. Која година беше тоа? 93-та? Мислам 92 или 90, не, за Европска Унија, за НАТО 92 или 93, а за Европската Унија проверете договорот за стабилизација и асоциација некаде мислам 2000-2001. Точно дека предлогот дојде од Доста, најверојатно од извршниот комитет. Јас тогаш бев член на ЦК на ВМРО. И списокот го најдовме горе и го прочитавме заглавието што е како и се подпишавме, ставивме простор за Доста и за Драге Арсов. И Бог да го прости, почина, тоа беше подпредседател заедно со колегата. Подпишавме и сметав, јас лично сметав дека добро е да се има чадор еден од таков глобален тип. НАТО беше стратешка цел и Европската Унија. Со НАТО ја завршивме работата и мислам дека тоа е клучниот момент за стабилноста и за суверенитетот
и територијалниот интегритет на оваа држава. Се направија еден куп работи кои ги подсредија меѓунационалните односи и правата на етничките албанци, турци и така натаму. Демократија никогаш доста. Демократијата е најтежок систем за управување. Меѓутоа, таа бара многу работа, разбирање, почитување меѓу себе, не негирање правата на другиот. Не можеш да му одредуваш ти права на некому, заради тоа што никогаш доволно ти ако ги делиш, никогаш речи го помалку ако тој ги бара. Сакам да кажам дека со нацо се заврши работа. Господине Мурати, како сега од оваа дистанца гледате на Европската Унија, затоа што баш тој прв пратенички состав ги потпиша тие документи за членство во Унијата? ПДБ во тоа време беа за вклучување на Македонија во евроатлантските процеси, сојузи. И сега албанците се залагат скоро сите политички партии да бидат член на евроатлантските институции. Мислам дека процесот треба да се случи, но многу брзо ни прават пречки во конкретен случај Бугарија. Да биде во согласност со политички барања, примени, современи пристапи и да се прифаќат западните вредности кои создават можност и платформа да одмине напред, да гледаме напред, а не назад и да се соединуваме со европскиот свет. Видете, географски ние припаѓаме на Европската Унија. Сакале или не, не заради тоа што само е присутна нашата волја. Присутна ако Европската Унија реши да ги заокружи своите географски граници, кога ќе постои вистински политичка волја кај нив, ние ќе станеме членка. Во моментот јас таа политичка волја кај некои држави ја гледам, кај некои држави не ја гледам. Зборуваме за европски интерес, ама тоа е конгломерат на различни европски држави кои што не размислуваат унисоно. Точно е и факт е дека премногу долго чекаме пред европските врати. Дека тоа ствара еден евроскептицизам. Ви благодарам на учеството. Драги гледачи, ја одјавуваме оваа емисија 34 години од конститутивната седница на првиот повеќе партиски парламентарен состав.